Јас не би бил тука во ова студио, на ова столче сега, ако не мислам дека ќе не биде. Тоа значи дека ќе не биде и сепак мислам дека оваа земја, ова општество, овие граѓанки и граѓани имаат во себе капацитет и волја и знаење да го изградат животот, да им биде подобар и ним, а уште повеќе на идните генерации. Добро, но со вакви 30 годишни политички партии како носители на сите конјунктури, на сите процеси во државата, од тука и прашањето, луѓето се разочарени дали ќе не биде. Какви политички партии имаме, а какви ни треба всушност во реченица две? Имаме се подобри политички партии. Да се разбереме. Имаме политички партии и во опозицијата. Јас би рекол дека има членство и политички партии и структури во кои има многу силен капацитет. Проблем е што дел од политичките партии во нашата земја беа своевремено киднапирани од луѓе кои има поинакви интереси, а не генерално исти, за македонските политички стратешки партии. национални Може ли ден интереси. денеска да констатираме дека на некој начин може би е прегруб зборот сега киднапирани, но се уште не се доволно демократски, покрај некои исчекори и обиди, кога доаѓаат партиите на власт, се однесуваат по институциите адекватно и истоветно како да управуваат со политичката партија. Тој менталитет некако не се промени. Дали е клиентелизмот проблем, дали недовербата во широко отворање на вратите за способни, паметни луѓе, за младе, за свежа крв и за непартиски луѓе на клучни позиции воопшто во институциите. Јас би го нарекол тоа, јас би останал на мојот израз киднапирање, јас би го нарекол тоа киднапирање од страна на интересни групи, значи групи на луѓе со интереси кои се бизнис, економски или жедни за моќ и така натаму, некои од нив и со проблеми, нели, психолошки, кои се разбира дека гледајќи дека ова општество, просторот за општествено дејствување на граѓанинот, граѓанките, на поединците, на заедниците е пред се поставен на тој начин што политичките партии ја имаат најголемата моќ. Предпоставам дека голем дел од луѓето мислеа дека со предпранскиот со договорот Софија и Скопје тоа прашање е дефинитивно затворено, иако за волја на вистината опозицијата и сега актуелна и тогашна алудираше дека тоа не е баш така, но проблемот мислам дека настана моментот кога одредени националистички кругови у Софија успеа да го стават Борисов во една неповолна заведна позиција од аспект на останување на власт и убедувајќи го дека Преспанскиот договор е многу подобар договор отколку што е со Софија и дека мислам дека идеја на филозофијата дека ако ние ги притиснеме ќе дојдеме до нов договор. И тука некаде се заглави состојбата. Голема улога во тоа има и Радев, кој што практично беше иницијатор на идејата за реформиран договор со Софија, иако генерално и во тој момент, а сега уште помалку мислам дека знаат што би стаиле во еден нов договор меѓу Македонија и Бугарија, поразлично од она што сега го има. Така излегува дека вие не верувате во договор, не верувате дека Бугарија може брзо да ја крене на рампата и покрај овие силни меѓународни притисоци. Ја мислам дека рампата во Бугарија може да ја крене само ако Борисов формира повторно влада во која што нема да го има Каракачанов и останали структури. Да, но тука е Радев. Тој е Радев, мислам дека Радев никогаш нема да Тај така, во Бугарија Радев е дел од социјалистичката структура на БСП, која што има една мува на главата од времето на Ѓорги Димитров и упорно се обидува да бега од тој период, не знаејќи како да го објасни. Значи секој е чекор на како се вика, на некаква
политика на олеснување во поглед на тоа, на нив им е дополнително проблематично, затоа што не знаат како да избегаат од тој период, за кој што они го сметат како ѓаволски во времето. Така, но таков е сега актуелниот распоред на политичките сили во Бугарија, што председателот Радев ја има концентрирано неголемата моќ. Владата е негова, тоа се негови кадри. Второ, ги влече изборите, му се местат кам чинјата на третите избори да ги поврзе како што ги поврза, тоа го предвидовме нели одамна, за да повторно биде, тој нема конкуренција сега на овие избори. Така што неговата моќна фигура останува без оглед на распоредот на парламентот. И сегашната водечка партија таму, на Слави Трипунов, е исто така антимакедонска, да речем, како што е Радев. Нели? Може би Бојко Борисов, како поединец, беше во таа помека варијанта. Демократите во Бугарија се уште го немаат рейтингот да може да наметнат своја волја, иако се добар партнер за Брисел. Сепак има ли некаква надеж за оптимизам или пак малку мимикрија тера и Брисел и целата европска таа структура околу приемот на Македонија и Албанија, почеток на преговорите? Вчера или завчера излезе еден текст на Reuters кој што е многу симптоматичен од тоа колку Европска унија веќе е изморена од и погласно треба да каже на Западен Балкан дека нема надеж за нив за европска перспектива. Така да во тој контекст, знаете, јас не сум убеден дека Брисел или Вашингтон ќе ја притиснат Софија за да крајната цел биде некаков интерес наш во поглед на нас. Да, на крајната цел можеби со некој притисок ќе се постигне за да се продолжи тој процес. Сад си ја заврши работата со НАТО, Не сем нешто многу толку многу потресени дали земјава ќе биде и членка на Европска. Брисел кога една Меркел не можеше или прашањето е дали не сакаше да И во низината влада имаше две струи, овие што сега дојдоа на власт, министерот за надворешни род. Тие веројатно се понаклонети кон нас. Имаше искреност некоја кон него дека сакаше да се надмине проблемот. Меркел сепак веројатно беше малку воздржана. Но ја мислам дека Софија Радев беше многу стабилен и мирен, иако даваше дека е под притисок Бугарија, но тој притисок веројатно беше толку на некаква мека линија, што едноставно се сведуваше на тоа да вие мора да го решите прашањето, да вие мора да постигнете договор со Македонија, да Брисел има други инструменти, механизми. Ако сака да го притисне, нема да и дозволи на Бугарија влез во еврозоната. Ако сака да притисне, ќе ги затвори границите на Шенген уште 15 години. Или некакви проекти ќе запре финансиска помош и така натаму. На крајот од криштата, ќе отвори сериозна истрага за бугарските државјанства, не само кон Македонија, кон Молдавија, кон Украина, кон Србија, кон Албанија. Ја мислам, Зоран, дека повеќе е расправата како ќе се изучува во основните училишта историјата. Дали таа ќе содржи елементи на меѓусебна омраза меѓу денешните генерации? За двете страни би требало да биде најлесното прашање всушност. 21 век имаме примери од Западна Европа, нели? Хрватите и србите сега отвараат прашање чиј е Никола Тесла. Значи, Никола Тесла е србин, роден во Хрватска, ама е амерички научник. На двете страни. Такви во светот има и илјадници научници и историски личности. Гоце Делчев е историска личност на Македонија, борал за Македонија, загинал за Македонија. Дали он и на регионов? Да, дали он негде се изјаснувал во тоа време со тие сваќања и со тие желби за државна, за автономија на Македонија? Факти е, да. Дали пишувал дека на бугарски јазик, дали пишувал бидејќи бугарскиот јазик е кодифициран 70-80 години пред македонската држава Бугарија како институција која организирала. Ама еве тоа да го оставиме ние на историчарите и политиката ќе наоѓаат тука некои компромиси. И пазите, што е многу важно, никој не може да прогласи крај на историјата. Што и да се прифати сега? Тоа дали значи дека е удрен печат за век и веков? Има архиви уште неотворени по Белград, по Москва, царскиот архив, Истанбул, по Анкара, по Лондон, можеби, по Париз, сигурно на конференциите мирови, по Москва. Ама нема ќе се изненадиш и во Мексико има документи кои што се пишувани за Македонија и за ова, така ја кажам државата. И за Троцки, нели? Да. Затоа викам дека нас ни треба стварно мудрост и храброст да се направат исчекори, да седнеме ние на таа заедничка
маса со Европска унија, бидејќи сите закони, сите стратегиски планови ни се базирани врз основа на влез во Европската унија и после тоа можеме и ние да откриеме некои нови докази, нови согледувања, нови односи и така натаму. Мисла ве враќам сега пак на МАН. Да. Наменска ли беше таа конференција? Зошто во рамките на жижата на преговорите со Бугарија, на напорите на Вашингтон, посебно и на Брисел, да се крене бугарската рампа, се пратија од таму такви пораки на двајца или на тројца председатели, па дури за председател на МАНу не сакам ни да зборувам. Таков е впечатокот кај стручните луѓе аналитичари дека таа е наменска организирана конференција баш во мој, како што направи и Бугарската академија претходно со еден памфлет што излезе и предизвика иритација и кај нас, меѓутоа и кај некои бугарски. Дали е тоа искрен страв за идентитет, за губење или е политиканство повеќе? Што мислиш? Па има политиканство во тоа. Ја така го оценив и начинот и ако ги видите некои структури кои јавно се декларираат, почнувајќи од председателот, да речеме на МАНу, тие се во другиот дел на науката, тие се во екзактните науки, меѓутоа за тоа стоат уште неколку членови од натре и од надвор кои подгреваат една ситуација, затоа што еве резолуцијата која нема ништо внатре спорно, што е донесена, таа е преку политичка, од МАНу платформата, преку политичка партија, испратена во парламентот, усвоена. Друго е прашањето дали е потребна или не потребна, околу прашањето на идентитетот еден нема. повод, некој да се фати нешто таму за да... Ако треба да се смири јавноста малку, еве, како мелем на некоја рана. Ајде се вратиме на денешнинава. На што ви наликуваат ова кампањиве за локални избори? Добро, ја локалните избори обично ги викам комунални. Значи... Добро, ама ако пловиме по Вардар, тоа значи од Вруток до Гевгелија. Викам дека треба малку, барем едно 10-20 минути да пред човек да се определи ако треба нека размисли. Во една града кај што живеам, нели не има од сите политички партии или од неприпадници на партии, од разни структури, разни националности и така натаму и ни треба градоначалник кој ќе ни ги реши канализацијата, ќе ни ја реши проблемот со паркирање или со такви работи. Ние го дигаме ова на некое ниво да се биде или да не се биде. Мислам дека е премногу жестока и кампањата и односите меѓу партиски, па дури јазикот, ајде да не го наречам на омраза, него со доста навредливи изрази. Очекувам дека двете големи партии, трите, да речем, ќе прогласат победа, без некој ќе се фали со тоа колку освоил општини, некој колку гласови добил, некој со кои големи градови, кои мали градови. За мене значајно е дали понатаму локалната самоуправа ќе се осамостојува, за да можат градоначалниците да бидат понезависни во своите одлуки, во донесување на разни мерки, од своите а и некои ингеренции да им се одземат. Например, сега градоначалниците поставуваат директори на училишта, професори, учители, што е несватливо. Во малите места е траурно. Страшно, не е во поголемите. Дописникот ваш од Гевгелија, ако сопругата му е учителка, ќе внимава што ќе пишува и како ќе пишува, или Гевгелија условно ја кажа, или не знам од која место. Предлогот е да се вратат тие ингеренции на Министерството. Тука се доста напрегнати работите, иако и граѓаните, не знам дали овој пат ќе имаат толку голем одзив, освен ако кампањата не се вжешти до таа степен да почнат луѓето и меѓу себе да се мразат и да не се почитуваат. Бидејќи сепак го направивме она што мораше да го направиме. 28 години Грција го оспоруваше нашето членство и во НАТО и Европската унија,
Познато е дека со дисолуција на некојашна Југославија, Грција веќе северниот дел го прогласи за Македонија, аеродромот за Македонија и така натаму. Тој процес, веројатно благодарејќи на помудрата и поискусна грчка дипломатија, го почне уште 88 година. Така е. Уште кога насетија дека од Југославија не бидува веќе ништо. Така е. И 92 ни го симеа името во економската заедница во Лисабон. И И колку е тоа чекор напред од Лисабонската декларација, така ли ти името Македонија да се брише. Тоа меѓународната заедница полека почна да го прифаќа како нешто нормално. Добро, сега се врати председателот Пендаровски од Атина. Практично со празни раце, таков е мојот впечаток, нека ми прости и тој. Ниту таблите се променија таму, ниту собранието, нивниот парламент тие 3 меморандуми не ги потпиша, не ги верификува уште, не ги ратификува уште. Не ги ратификува двете. Дали е таа шминка само посетава, фиаско ли е, како може да оцениме во некои нормални околности, иако символично сама по себе, претпоставам дека е голема, затоа што прв пат на таква високо ниво се среќаваат, нели, македонски и грчки председател на, како се вели, на нивна почва. Мислам дека е чекор напред. Бидејќи сепак, кој ќе седна да разговарат првите луѓе на државата, самиот колку да е символичен чин, од оваа перспективи, ако ништо од морален аспект имат обврска едниот и другиот председател пред сопствените граѓани да градат сосема други позиции, конструктивни, европски. И пред меѓународна заедница и учесниците на помагачите на Преспанскиот договор. Така да, тоа е чекор напред и не е исто со било кој од другите договори. Преспанскиот договор отвори широки можности на Македонија. Па дури да си зема за право и премиерот Мицотакис да искритикува Бугарија за неизината конзервативна политика, регресивна кон Македонија, дека ќе стои цврсто зад Македонија и така натаму. Тоа практично влијае на односите меѓу Бугарија и Грција. Сакав јас да ја отворам темата Бугарија, но еве вие ја отворивте завршувајќи со темата Грција. Таму рампата е на многу ниско ниво. Се има чувство дека е со овен тек на неа, дека тешко може да ја крене. Дури ни се по-ангажираната американска дипломатија за мимикриите бриселски и европски, не сегам да елаборирам. Кои се вашите прогнози? Ги знаете проблемите на Бугарија и пропагандата децениска таму за македонизмот и антимакедонизмот, уште од времето на Цола Драгојчева, па Божидар Димитров, академикот, и предходната, па сега со тој еден Живко Визам, не сакам за Каракачанов да зборувам. Има ли ментална можност бугарското општество да покрене бугарската политика со помош еве сега и на Брисел, може би нешто и сега во Брдока и крај денеска уште со амбасадорите, деновиве, нели, и председателството на Словенија. Има ли било какви шанси нешто да се најде некаков компромис, барем да почнат преговорите? Ако гледавме од почетокот на блокадата на Бугарија, ако гледавме реториката на нивните политичари и државници, крајно непријателска, дури фашизоидна и така натаму, понижувачка кон Македонија, не постојат македонци, не постои македонски јазик и така натаму, до она што денес официјално председателот на Бугарија го говори, па дури онај екстремен Ковачев, европратеник, говорат дека нема други проблеми Бугарија со Македонија, освен со правата на бугарите во Македонија. На пиедестал и издигнато прашањето правата. Историјата е тргна на страна. Тргна на страна историја, тргна јазични проблеми, тргна култура. Знаете дека малку, мисли дека малку се удрени по нос од меѓународната заедница? Видете, и американците и европејците постојано повторуваат. Не може во преговарачката рамка да ги држите билатералните спорови меѓу двете држави, историски, културни, идентитетски и така натаму. Тоа е прашање кое вие како две равноправни држави ќе си го решават. Впрочем, тие не се територијални проблеми, па да има проблем некаков. Токму така, значи, дајте да разговараме за проблемите кои што имаат европска димензија, односно дали се работи за правна држава, демократија, слободи и права. И тие тука се фат. Бугарите во Македонија над 120.000 колку ги има,
тие се врши притисок да се македонизираат, да се откажат од бугарската припадност. Бугарите лечат еден собствен комплекс. Тие мислеја дека со масовното издавање на бугарски пасоши на македонски граѓани ќе ги придобијат македонските граѓани. Но заборавија дека тоа се така наречени транзитни пасоши, нели? Само поминуваат. Веројатно заборавија дека една Шведска или една Германија не нуди ако кажеш дека си швеѓанец или германец да ти даде пасош. Да, или? да. Бугарите таква можност дадоа, луѓето земаат пасош. Се предува во проценката. Ќе покаже. И мислам дека потоа имаше некои афери таму, може и во бизнис влезе еден дел од тие пасоши таму. Па тоа е не за бизнис луѓето ги зема пасошите, ти обезбедува. Мислам за тие давачите на пасоши. Тоа па не, кај Каракачанов 500 евра се наплаќаше за пасош. Особено знаеме што значеше интернетот за време на корона кризата, која што се уште за жал е актуелна и колку брзо може да се дојде до изворите на информации, колку тие што се отворени, транспарентни и сакаат да комуницираат со јавноста преку новинарите, го правеле, го користеле за да бидат достапни. Така што во таа смисла има придонесено многу за унапредување на информираноста, унапредување на улогата на медиумите. Од друга страна, фактот дека се прелеваат погрешни информации, манипулации, пропаганда и различни видови на нарушување на информациите е навистина проблематична појава. Фактот дека не се проверувале одредени работи кои што се пласирани на интернет направило големи штети, предизвикало големи штети и такви примери постојат и во светот и кај нас, за жал. Околу појавата интернетот спомнавте дека да, во време на корона и многу корист имавме сите ние граѓаните околу брзината. Колку имаше корист, веројатно имаше и нешто, некоја доза, и тоа не мала штета, околу појавите на антиваксерство, неверување и така натаму, ширење на тие вистините или лажни вести, не знам, утврдува, нели, новинарството натаму, како и воопшто општеството цели. И зависи, нели, како е спакувана таа информација. Многу зависи од тоа. Например, едно неодамнешно истражување, спроведено во Америка, укажува на тоа дека на Универзитетот Парк укажува дека луѓето многу повеќе паѓаат, условно речено, на визуелните содржини. Производ кој што, да речеме, го користи видеото како такво. Зошто? Бидејќи им веруваме на очите. Да. Актуелната влада македонска минатата година или предминатата, но тој процес веројатно не е затворен, покрена една иницијатива за изработка и прогласи некоја стратегија за лажни вести. Мислам дека поради изборите или поради некои други причини падна таа иницијатива, веројатно ги следите тие процеси. Можете ли колку смеат државите владите да ги прават тие конституции за борба против лажни вести, од една страна, од друга страна и реакциите беа дури на новинарските здруженија дека тоа може да биде најава на некоја, нели, цензура. Лизгав терен, премногу лизгав терен, ги анализираме тие состојби, сме анализирале примери однадвор и забележуваме дека силна е пораката, дека државата, властите не треба се мешаат во тие процеси, бидејќи порано или подоцна може да се случи, да се злоупотреби таквата иницијатива за казнување и критика на критичните гласови, оние кои што зборуваат контра она што е став на власта и на носителите на моќ. Генерално, значи, врз основа на нашите истражувања согледуваме дека таа битка треба да се остави сепак на професионалните здруженија, на образовниот систем, бидејќи има навистина преголема улога, на граѓанскиот сектор, тие кои што се и досега најактивни чинители. А дека има потреба од поддршка на ваквите иницијативи, има потреба. Ние сакаме да слушнеме дека власта ги ја поддржува битката против дезинформациите, дека поддржува само регулацијата и така натаму. Немаме ништо против тоа. Меѓутоа, премногу мешање во овие процеси е навистина лизгав и критичен терен. Да подсетам на една иницијатива која што ја имаше во Франција за време на корона кризата, кога едно од министерствата одлучува да ги пласира на својата веб страница само информациите од одредени, така наречени проверени медиуми, за кои што смета дека пласираат кредибилни информации. Веднаш тука се дигна професионалната медиумска заедница, реагирајќи на таквата појава. Врз основа на што се селектираат кои се кредибилни медиуми, врз основа на што се прави проценка кои се информациите што заслужуваат да се најдат таму. Да не зборувам за екстремни примери како во Сингапур, Малезија, Русија, каде што се носеле таков тип на стратегии да ги
да се злоупотребува. Дури Европската Унија имаше еден план од 2018 за справување, акцијски план за справување со инволвирање на други чинители, меѓутоа и тука постои една критика дека премногу се омекнати некои правила.